ден, благослов боженски души мои. Добре дојдете повторно во видео на Уналум Тарот канал. Јас денеска ќе ви посветам уште едно видео и се надевам дека ќе бидат уште повеќе видеа во текот на денот. Затоа што максимално сакам да се внесам во давањето на енергии со вас и сакам да ви излезам во пресрет за решавање на некои проблеми, да ви дадам некои смирници на во денешните видеа. Ви благодарам на сите што се претплатувате на мојот канал. Секогаш сте добре дојдени. Ви благодарам на вас што ме гледате редовно, што не сте претплатници. Ви посакувам добре дојде на оние кои се уште не се претплатиле, а знаат за овој канал. Се ќе имате на овој канал она што и би требало да очекувате. Денешното читање ќе видиме каде ќе води. Се надевам дека ќе биде љубовно. Од љубовен аспект, доколку не е љубовно, ќе видиме каде ќе биде, каде ќе води. Ќе видиме кратичките каде и што и како ќе ни кажат за денешното читање. Да. Доколку не резонира нешто со ова читање, јас ве замолувам да земете се што резонира, а тоа што не резонира да отфрлите, бидејќи овдека се голем внес на енергии, не може за секого да биде исто, така да во овој случај имате една убава порака денеска, убав ден е денеска, ни дојде летото и треба да бидеме среќни и благословени за сите збиднувања што треба да дојдат и што треба да ги преместиме и да ги поминеме како такви. Во денешното читање, кој бил толку преполовен, буквално, кој е овој ваш партнер што ви направил огромна пречка во реализација на вашата љубов кон него. Најверојатно не сака да surprise, да. Најверојатно не сака да се отвори. Има премногу емоции, но не сака да се отвори. Значи, денешното читање ќе биде строго за некој ваш бивши партнер кој ви следува продолжување со емоциите и продолжување на врска со истоимениот. Значи, во претходното време, во претходниот период, овој ваш партнер бе блокирал на љубовен, принципиелен и на искажување емоции и давање чувства. Значи, не сакал да се усредоточите кон него, затоа што мислел дека вашата
врска е само површна, но од негова страна има покајување. Значи, преминување на некои граници кои самостално си има кажано во себе дека јас сгрешив, буквално на ваков начин. Јас ке зборам во мој род, се извинувам доколку не ме разбирате, но јас ке зборам во мој род, а вие мажи што ме следите и што се пронаоѓате во моите читања, ве замолувам само да го свртите родот во ваше разумевање, значи во ваше разбирање. Значи, овој ваш партнер ве преполовил со тоа што ви кажал некоја грешна, значи играл на карта која било како тест, едноставно. Значи, партнер кој прави граници со тест, ама самиот се заплеткува во тестот. Самиот се заплеткува во тестот. Дали е на емотивно, ја ке зборам од емотивен аспект, но вие земете како вам ви одговара, бидејќи имаме 3 моменти. Картичките даваат информации дека се работи за некој ваш бивши, но не мора да значи дека е бивши. Може да е и сегашен, но немате отпуштено некои стари навики од ваши бивши врски, ваши бивши релации, изминати релации, кои ви ствараат дополнителни блокади на уверенија за понатамошно реализирање на љубовен план. Јас ке зборам за љубов денеска. Овие картички сакаат да зборат за љубов денеска, но не мора да значи дека е љубов, може да е на емотивен, самостален план, а може да биде и на професионален план од гледна точка на емотивност. Значи, вие треба да отпуштите некоја прошлост. И дојдено е тоа време дека треба да се отпушти прошлост. Доколку ја отпуштите таа прошлост, ќе дојде до состанок со партнер кој е душевен партнер за вас. Значи, универзумот ви го праќа овој партнер кој треба да оствари контакт со вас. Но, додека да дојде до тој контакт, овој партнер нема да даде никаков напор, се додека вие блокадите не ги расчистите. Може да е и вашиот, може да е и овој партнер во блокади од некои минати болки од емоции, а може би тоа сте и вие самите. Значи, сето ова кога ќе опоминете, вие доаѓате до едно изненадување. Значи, вие ќе бидете или само себе изненадени, или ќе ви изненади тој партнер што треба да направи буквално здружување со вас. Значи, оваа карта на бакнежи е автентична. Значи, оваа карта на бакнежи ми дава уверение дека се работи за страст, за емоции, но дека се работи и дека се работи за бакнежи од универзумот. Значи, треба да бидете доволно чисти и уверени за да добиете бакнеж од универзумот за некое изненадување кое ви следи
во идните денови, или доколку не се работи на емотивен план, вие ќе добиете бакнеш од судбината, самата судбина, од самата нутрина на вашата свест и подсвест, на вашата душа, да ви дојави само едно изненадување кое било пропратено со блокада и кршливост. Блокада и кршливост. Ајде да видиме што се работи тука. Да видиме за каква суштина се работи овдека. Ќе ги прашаме тарот картите да ни дадат јасен и чист одговор за што по-конкретно се работи во ова денешно видео. Да видиме какво изненадување ќе дојде и каков бакнеш ќе добиете од универзумот или од лице кое треба да биде директно упатено кон вас за емотивност. Значи за емотивно љубење, давање, докажување, покажување, не премногу зборење, туку едноставно дела. Ајде да видиме што ќе дадат. Да. Дефинитивно сте биле повредени предходно. Имате 5 мача. Значи 5 мача укажуваат на блокада и трансформација која мора да се настане. Значи нешто илузионарно. Овој партнер предходен што сте го имале и што картичките го дојавија како да се изреализира вашата бивша врска. Значи оваа трансформација ќе дојде со исчистување на енергија. Значи треба да ја исчистите енергијата, во вид на трансформација. Значи само корот на размислување треба да го промените за да дојдете до посакуваната цел од универзумот и тоа што ви следува како награда да го добиете буквално како на дланка. Ајде да видиме што друго. Да. Значи, овој ваш малку касни, јас би кажала дека малку касни, може да е во огнен знак. Овој ваш бивши партнер, малку касни, но сте биле во 3. Значи, тој бил во 3 и вие тоа сте го дознале. Значи, дали покрај вас имал уште една врска или покрај вас делувал со уште една персона. Тоа картичките ни најавуваат дека два пата се оставени, значи 2 персони се оставени, се позади него и сега гледа право во вас. Значи вие му доаѓате како минато, исто како и за вас. Картичките ви советуваат да се исчистите енергетски од минатото. Значи не дозволувајте минатото да ве стопира, значи да ве блокира. Уште еднаш ќе повторам. Ова е година на чистење на стари навики, карми кои не резултираат со добробит по нас. Значи, исчистете се енергетски. Значи, ако треба да се сретнете со овој партнер, немојте да се сретнувате. Тоа ќе биде првото трансформирање и првото чистење за вас.
за да можете да примите она што универзумот буквално сака да ви го даде како изненадување во вид на душевен бакнеж, во вид на доаѓање на вистинска љубов за вас, значи емоционална љубов, која ќе резултира со убави нешта понатаму во животот. Да. 3 парички, исто. Значи, овој партнер дефинитивно е неодлучен. Премногу мешања, премногу давање на емоции, расфрлен на сите страни, премногу мешање во вашата врска. Така да, исчистете се. Па ја дури би кажала дека може да е и да се има бавено овој бивши партнер ваш со некој значи надреални моки, црни моки, значи како црна магија или некој моки за да ве задржи, да има просперитет со вас, бидејќи вие сте многу една круцијална личност во негово значење и затоа и ве повредува на тој начин да ве задржи, но добро е тоа што сте го прекинале со блокада. На тој начин и ве блокирал. Ајде да видиме. Видиме што е ова. Ајде да видиме што е ова што се заврти. Царица, браво. Значи, вие ова све ќе го надминете. Ќе надминете и црни сили, ентитети. Значи, тој се занимавал со лажни, илузионарни ентитети само за да ве задржи, да бидете негови, а не ви дал ништо. Едноставно ве повредувал, ве ставил во фаза на исчекување, на преполовеност. Ви ги црпел вашите моки и енергии. Така да, сега сте вие во енергија, доколку ја имате поминато оваа фаза и доколку сте се исчистиле, а се надевам за повеќето од вас дека сте го направиле тоа, вие сте царица за некој кој универзумот ви го праќа како сродна душа, кој ќе имате многу светла иднина со оваа персона во вид на изненадување. Изненадувањето од универзумот ќе биде партнер кој ќе ве третира како царица во неговиот живот, кој ќе има огромно значење за вас и вие за него и ќе имате убава иднина. Ајде да видиме некои од хороскопските знаци. Би сакала и ова да ви го пружам, да ви го дадам како дополнителна информација. Да видиме кои хороскопски знаци. Ова може да важи за секого, но земете вие како ви одговара. Да видиме кои хороскопски знаци се најзастапени во ова исчитување на енергија како порака. Значи, земете во предвид знак, подзнак, месец или Венера, вас, вашиот партнер или на некој околу вас кој ќе ви помогне во реализирање на оваа порака, како таква да препознаете. Земјени знаци, бик, јарец, девица, па имаме девица, па имаме јарец, доста земја, да.
Царицата е уствари земјана, као земјана енергија се третира, така да може и вие сте земјен знак, што не мора да значи, помеѓу земјен и ватрен знак, значи. Ова имаме риби, како воден знак, па имаме вага, да. Па имаме лав, и имаме бик. Повторно се повторуваат земјените знаци, бик, јарец, девица, земјени знаци како целосно, имаме воздушен знак, вага и имаме еден воден знак како риби, типично. И ајде да видиме сега некоја порака од за да ве усмери, кој би можел овој партнер да биде што ве повредил толку многу, и да видиме некоја порака од, или можеби ќе биде порака од новиот партнер кој треба да дојде или може да е присутен во вашиот живот веќе, така да знајте дека овој партнер би го испраќа универзумот и тоа е тој партнер, значи душевен партнер. Еве, јас сум адиктиран на тебе. Најверојатно ова е новиот партнер, 15 број во значење, значи премногу е влезен во вас, адиктиран е, едноставно. Видиме, 2. Јас се уште немам сите одговори, ви вели, неверојатно е стариот партнер и бројот 2, значи земете како вам ви одговара. Јас доаѓам, верувај, и број 1, значи, како што ви кажав, новиот партнер ви доаѓа и буквално ви се најави. Вратата за љубов ви е отворена. Да. И ви нуди пентакл. Значи, ви нуди стабилност. Стабилност, парична стабилност, стабилна врска, стабилен живот. Значи, све што е пробудено со стабилност е во пентаклите, значи во паричките. Браво за него. Да. Бившиот партнер имал преголемо его и број 8 е означен со него, значи егоцентричен, егоистичен. Буквално сакал да ве поседува, но не можел затоа што вие сте божествена жена. Божествена жена која не оди така со нејзе, а ве повредил. Се гледа. Картичките го најавуваат како бивши. Да, јас сакам да те земам на пијанета, да, може би овој партнер и се бе пијанче или може би само ве замислувал како таква. 15 број во значење. Дали ќе ме одбереш мене? Ве прашува новиот партнер. И 4 во значење. Може да е 4 месец роден, може да е 4 ден во месецот роден, како датум 4. Може да биде 4 број на куќа, може да е му е 4 број омилен, може да е за 4 часа, ќе ве праша дали ќе го одберете него.
Доколку се познавате и више сте во комуникација со некоја нова особа, знаете дека таа ви е испратена од универзумот да биде со вас. Ти си премногу специјална и бројот 21. 21 од значење. Ти си премногу специјална. Опс, ајде и овие 3 ќе ги земеме као за крај. Јас не можам да те погледнам баш сега. Ја не можам да те погледнам тебе баш сега. Да, вашиот бивши партнер, 5 број во значење, лајт, светлина. Значи, новиот партнер ви пружа една огромна светлина, лајт, значи осветлуваш. Буквално не може да ве гледа. Стариот партнер не може да ве долови, а новиот партнер ви дава светлина. Вие му давате светлина на него. Или на тој што ќе дојде. Буквално осветлувате, зрачите со вашата светлина. Да знаете дека новиот партнер можно е да биде малку љубоморен или бившиот партнер бил премногу љубоморен, премногу љубоморна особа и вика јас сум премногу љубоморна особа. Значи премногу љубоморна персона. И новиот партнер што треба да дојде или може би сте во контакт, збориме за новиот партнер во моментов, слушајте си го срцето. Што срцето ви говори, така земете си. А јас можам само да ви посакам многу среќа, многу енергија, вистина да си го слушате срцето, затоа што треба да бидете љубени и да љубите со возвраќање. Секој е добро, убаво попладне. Ние се гледаме во наредно видео. Поздрав!